Благодарам председателя на Националниот совет за евроинтеграција, почитувани присутни. Јас кратко само, бидејќи беа да кажани досега навистина прилично добри детали од извештајот на Европската комисија за претходната година, не би влегувал во повторувања, но ќе кажам неколку поенти од истиот. Прво беше споменато по однос на собранието и бидејќи сум председател на Комисијата за европски прашања, што сум должност тука да го нотирам тоа, беше споменато претходната година во голем дел имаше злоупотреба на европското знаменце, како злоупотреба на собраниска алатка за политички цели кои што беа поврзани со законодавството, но не со усогласувањето на македонското со европското законодавство, туку за туркање на одредени бизнес или политички агенди кои што немаат допирна точка со Европската унија и заедно со колегите членови на Комисијата за европски прашања сме на единствен став дека Комисијата за европски прашања не треба да ги повторува тие лоши епизоди кога беше раководена од поранешните претеници Арбер Адеми и Артан Груби, кои што во добар дел ја злоупотреби оваа комисија за одредени владини или партиски цели кои што не беа поврзани со прашање на Европската унија. По однос на тоа што беше споменато, имаме неколку точки што би се осврнал. Прво, тоа е реформата на јавната администрација како еден посложен предизвик за Македонија. Второ, борбата против корупцијата. И трето, сметам дека исто така треба да се напомене, е политичкиот консензус во државата за Европската унија и нашето членство. Сметам дека политичкиот консензус го имаме, но добар дел на политички актери се разликуваат во тактиката како да се стигне до целта, а не е спорна целта. Членството на Македонија во Европската унија сметам дека ни една разумна и рационална политичка партија во Македонија не го доведува под знак прашалник, но исто така сметам дека сите рационални партии треба да бидат искрени и да кажат дека кон Македонија на многу пати се постапува непринципиелно, со услови кои што воопшто не се поврзани со копенхашките критериуми и не се дел од стандардите на земите во Европската унија, ниту пак од процесот на проширување кој што предходел на другите земји членки кои што се станале дел од Европската унија во изминативе 10 години. По однос на правосудните органи, правосудството, борбата против корупцијата и тој предизвик, свесни сме дека и Европската комисија, гледаме дека и во дел и од опозицијата, постои една нота на загриженост по однос на најавите за потребна темелна реформа на судскиот совет и на советот за јавни обвинители. Како што забележувате, ние како парламентарно мнозинство имаме капацитет да постапиме во тој правец и да превземеме одредени, би рекол, поконкретни чекори, но ги уважуваме овие забелешки. Имаме одредена доза на воздржаност во овој момент по ова прашање, иако морам да напоменам како една моја сугестија и до Европската комисија и до представниците на опозицијата, дека нашата проценка, особено за Републичкиот судски совет, тешко дека ќе стигнеме до подобри резултати, доколку истите актери кои што го спуштиле нивото на рейтингот на оваа институција на најниски скалила, останат на истите позиции. Затоа сметам дека на еден мериторен начин треба да направиме заедничка темелна реформа на оваа институција, доколку сакаме во текот на оваа година или доколку сакаме во следниот извештај на Европската комисија за Македонија да имаме подобри оценки. Се сомневам дека со истата екипа ќе можеме да стигнеме до подобри оценки во кредибилитетот на оваа институција, но еве има уште одредено, би кажал, време кое што полека доаѓа до својот крај, каде што треба заеднички да размислиме како да постапиме со реформите во оваа институција, но според мене тие се нужни.
По однос на борбата против корупцијата, јас би кажал дека реални се и забелешките и оценките содржани во извештајот и сметам дека со најголема сериозност се сваќаат во сите надлежни институции во државата. Мојата, би рекол, реплика или коментар на овој дел би било дека Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансовата полиција, УЈП и други институции гледаме дека со засилена активност работат во рамките на своите надлежности во делот на борбата против корупцијата и во последниве 2-3 месеци забележуваме дека и дел од јавното обвинителство е малку по-разбудено и поактивно во оваа област и се надевам дека тие како надлежни институции ќе успеат во следниот период пред нас во овој дел на борба против корупцијата да настапуваат синхронизирано и да имаме одговорност таму каде што има аргументи. Да не се оди со политичка селективност или со реваншизмот како движечка сила, туку таму каде што има аргументи, каде што има податоци за незаконитости, таму да се отвараат и процедури и ресурсите нови институции да се трошат во правилна насока на спроведување на законите. По однос на коментарите што беа дадени од амбасадорот за моментот за проширувањето, јас имам и едно согласување и едно различно мислење по однос на тој коментар за моментумот во ЕУ по однос на проширувањето. Имено се согласувам дека во Европската комисија има расположение за проширувањето како процес. Особено кај оние на кои што тоа име надлежност. Но истовремено не сум сигурен дека кај сите земји членки во Европската Унија процесот на проширување е еднаков приоритет. За жал, во нашите контакти сме забележале дека постојат и такви земји членки, иако можеби не се во мнозинство, кај кои што процесот на проширување не е приоритет. Не викам дека тоа е нелегитимно, секоја земја членка си ги одредува своите приоритети, но за жал постојат и такви каде што проширувањето е на 5-то, 6-то или 10-то место од нивните надворешно политички приоритети во рамките на целиот европски континент, не зборам само за Република Македонија. И затоа сметам дека ќе треба тука заедно со Европската комисија, заедно со амбасадите на земјите членки во Македонија да работиме на промовирање на процесот на проширување како нешто корисно не само за земјите кои што се кандидати, туку корисно и за сите земји членки на Европската Унија. И на крајот би сакал да кажам по однос на коментарот и условот кој што е поврзан со кандидатурата на Македонија за членство во ЕУ и за почеток на преговорите. Прво, се уште стојам на ставот дека погрешна беше проценката и пристапот на поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи да подпише се што официјална Софија ќе побара и сметам дека прифаќањето на таква обврска за измена на уставот може би повеќе имаше лична или партиска агенда и позадина, отколку што беше рационална и поврзана со процесот на евроинтеграција. Ние сме реалисти, не затвараме очи, знаеме дека ова е сега прашање кое што е дел од предизвикот со кој што сите треба да се соочиме, но исто така сакам да напоменам дека нашиот став е дека уставот не сме во ниједна демократска земја да се менува со затворени очи. Односно, уставните измени не би требало да се прават ако земјата не е сигурна дека таквото менаџирање на тој процес ќе ја донесе до посакуваната цел за која што имаме политички консензус, а тоа е членството во Европската Унија. Премногу пати сме имале отстапки, а потоа разочарување за тоа што следувале нови блокади. И сметам дека тоа не е добро ниту за Македонија да го доживее уште еднаш, ниту пак за процесот на проширување кој што не опфаќа само Македонија, туку неколку земји кандидати за членство во ЕУ. И затоа сметам дека овде, иако ги разбираме официјалните
изјави на Брисел, сепак треба да бидеме порационални, попрагматични и самите наши пријатели во рамките на Европската Унија да покажат поголема волја за диалог, кој што би бил корисен и за Македонија, и за Европската Унија, и за Бугарија, за да стигнеме до таа заедничка цел. Толку би имал на кратко, не би должел премногу, бидејќи има и други пријавени за збор. Ви благодарам за вашето присуство и за можноста да се обратам.